Позади скромноста се крие надмоќта и возвишеноста на духот на македонскиот гений. Во сонцето ја открива силата на животот и уметноста, природата и човекот. Ја открива смислата на постоењето, чистината на љубовта, бесконечноста и неисцрпноста на уметноста, а особено на онаа народната, која иако наедноставна, недлабоко ја разговорува човековата душа и не подсетува на нашето постоење. Треба да сватиме дека светот може да не препознае единствено ако се движиме по илјадници години старите обраснати, но се уште проодни патишта, трасирани и газени од нашите предци, оставајќи вечни траги, водени од се и над се од сонцето. Slunce se slega da zajde Maro Marijema, rije pile Marije, Marije lede. Slunce se slega
нашиот народен уметник, ако може така да се изразам, Стефче Стојковски, го видовте со подмладогот од ансамблот на Стефче Стојковски. Теодор и Мате беа заедно со него, иако многу често Стефче Стојковски можете да го видите на големите музички сцени и во земјава и надвор. Не само со неговиот ансамбл, туку и со голем број на домашни и на уметници од странство. Добар ти ден, Стефче, и добре ни дојде во студиото на Македонската телевизија, ама ти си дома и тук. Така. Добар ден, добро ве најдов и голем поздрав до сите оние кои што редовно ја следат вашата ценета емисија. Благодарам за ова, затоа што низ студијата на Македонската телевизија Стефче Стојковски едно време, убаво време, ја снимаше емисијата по глас И светлина. и светлина. Колку изданија се сеќаваш ли колку изданија се сеќавам. направија? 33 изданија се Така. направи од таа емисија. Режисер беше Владо Денчев беше режисер, Владо да, Денчев. господинот го поздравуваме ако не гледа. Инаку тоа беше на покана на Јордан Даниловски, морам да признам. Така. Негова идеја, негова замисла, негова концепција. Првичната идеја беше она што човекот, прости, кој што во тоа време беше во сателитската програма на во сателитската Македонската телевизија. програма на Така. Македонската телевизија ми кажа имам ваква идеја да излеземе ти со оркестарот твој и да одиме од село по село, од град во град. Значи тоа беше првичната идеја. Арднома финансиите беа проблем во тоа време Како и секогаш, Како и секогаш. Впрочем, така. Не ни беше овозможено да допреме баш до она изворното што велам јас, бидејќи идејата првична на Јордан беше да земеме 5 луѓе оркестар, одиме во Долнени, да кажеме, еве сега, седнуваме тамо на сред село и велиме добар ден на градоначалникот или на луѓето мештаните тамо што се. И им велиме и прашуваме, нели, кој е сега најстариот човек што свири на гајда? Има ли таков или нема? Нема. Добро, кој е тој највозрастниот што никој не го знае, анонимен човек, да видиме што пее, дали знае да пее, кој е најдобриот песнопоец или песнопојка. И тоа беше првичната идеја и да, ајде, еве сега сме тука собрани на сред село, да отпееме, да отсвириме како во старите времиња што било и сето тоа да го пренесеме ние во архивите наши, односно да остане тоа за нашите следни генерации. Так, тоа беше првичната емисија, значи одиме по глас, да бараме гласови и да бараме светлина, кај што има светлина има живот. Така Кај што има сонце, вода и каде воздух што има живот. Има светлина, има и живот. И сега да се вратам на светлината во она што значи македонско фолклорно богатство и твојот човечки професионален влог во истото. Потекнуваш од семејство кое што ги негуваше и ги негува вистинските вредности на македонската музичка традиција, оној наш оригинален музички код кој се пренесува од колено на колено, од генерација во генерација. Те видовме и допрва ќе те видиме со уште една музичка numera, нели, со подмладокот. Така е. Станува збор за Теодор, твојот син. Мојот син Теодор Стојковски Катин, кој што го носи она, како велиме ние по прекар, ние сме катевци. Така. По бабата Ката, тоа е сопругата на мојот прадедо Стојко. И по неја сме исто така познати како катевци, а и за некоја среќа и мојата сопруга се вика Катерина, така да многу е тоа исто така символично. Токму му личи Катин. Да, Катин, кој што почна да свири гајда на 4 годишна возраст. И токму така од генерација на генерација тоа во моето семејство некако се пренесува и јас сум навистина благодарен пред се на Бога, на моето семејство, на моите родители кои што има разбирање за тоа што јас го работам, на мојата сопруга секако, која што и денес ни помага за ова ние да можеме да го промовираме, да го негуваме, да го пренесуваме и да можеме да се подготвуваме за нашиот концерт. Дојдовме до тоа. Големиот концерт ќе се случува на 21 октомври во објектот на Македонската филхармонија. И ајде не биди скромен, знам, а и нашите гледачи знаат, ја познаваат твојата скромност низ годиниве наназад, кога можеме да те видиме, нели, на музичките сцени, повторно ќе кажам, во земјава и во светот. Скромно, меѓутоа, со твоите инструменти секогаш го даваш и го подигнуваш или ја даваш дополнителна вредност на секој проект.
Да, Колку време неслучајно го подготвувате концертот, Стефче, прости? вака сега, ние го подготвуваме овој концерт многу одамна. Зошто одамна? Затоа што секогаш некако јубилеите ни излегувало да ги славиме надвор од државава, Така. надвор од Македонија, и тоа навистина мене Ти паѓаше тешко? ми паѓаше на некој начин тешко, бидејќи 23 години не сме се представиле пред нашата публика со концерт. И токму затоа ги повикувам сите оние љубители, сите оние кои што немаат толку многу можности да го видат тоа или не е тоа, секој дневие па ние да кажеме добро, сега нема да појдеме на концерт, ќе оставиме тоа за следниот месец затоа што има друг таков концерт. Значи публиката нема толку често можности, така е. нема можности да проследи ваков еден, јас велам, една веселба, но и една радост која што навистина 25 години ја споделуваме со нашата публика, ја споделуваме радоста заедно со нашите љубители, со оние кои што го вреднуваат нашиот труд. Јас, како што кажавте, сум го прошетал целиот свет. Сум настапувал, сум предавал. Некако професор на универзитети сум одел. Значи, ширум се на Болонија универзитетот, на универзитетот во Санта Барбара, во Ванкувер, ајде, сега да не ги набројувам Така. сите. На најголемите светски кампови, можам да кажам, во Соединетите Американски држави, во Јапонија, во Тајван, во Азија, да кажеме, од таа другата страна. Па поканет сум бил на семинари во Австралија, да држам играње, да држам пеење, да држам свирење. Работилници, семинари, еден еден импозантен број. Импозантен број. И сето тоа на некој начин ме обврзува да морам да го спремам добро концертот. Концертот, јас сум благодарен за сите оние кои што, повторно ќе кажам, ние постоиме 25 години. Продефилираа низ ансамблот повеќе од 80 членови. За жал, повторно ќе кажам, не се сите живи, но за жал, да, но ние тоа го работиме пред се од љубов, а сите оние кои што поминале во ансамблот, сите во тој еден голем мозаик кој што се вика македонска музичка традиција или духовно наследство, да го кажеме, музичко, оставиле едно камче во тој мозаик, и тој мозаик го носи името на ансамблот, на народни инструменти и песни Стефче Стојковски. Јас сум бескрено благодарен на секој оној кој што положил камче во тој мозаик и кој што оставил навистина дела кои што остануваат за нашите млади генерации. Тешко ли е да се истрашува на терен? Тешко ли е да се оди кај нашинците во Пиринска Македонија, во Беломорска Македонија, да се шета по селата? Пред малку ги спомна, нели, нашите села веќе со по една-две куќи или со по еден или двајца возрастни луѓе, или пак може би е благослов да се прави сето тоа, да се има допир со она базична, основна, огромна љубов која што македонскиот колективен гении. Жално е што младите генерации не може да го доживеат она што јас како дете сум го доживеал моментално во Република Македонија, па и да не кажам и надвор, но еве, јас бев првиот човек што направи револуција во Егејска Македонија, кој што ги поттикна тие млади луѓе да пеат, бидејќи тие можеа да свират, но не смееа да пеат. Јас, жал ми е што ќе кажам, на концертот спремавме да имаме представници од сите етнички делови на Македонија, но за жал политиката е таква, условите се такви што не ни овозможи и не ни дозволија да ни дојдат гости од Егејска Македонија. Луѓето се плашат со право, но знаете, еве, имавме од Пиринска Македонија некои членови кои што се понудија да дојдат, но сето тоа, ако земете ви од Пиринска Македонија гости да дојдат, а не земете од Егејска, ви го растура. Некако не е цело. Не е цело, цело е кога има се, така е. И, значи, истражувањето јас имав можност да го правам во 90-тите години. Да одам од село по село, да покојна тетка Васка Илиева да пееме во Гоце Делчев, да пееме во Мелник, да пееме во места каде што луѓето во илјадници броеви, мислам во илјадници доаѓа, како бројка можам да ви кажам, не знам, 2000-3000 луѓе беа насобрани таму каде што настапувавме ние. И јас одеднаш почнав да се прашувам, чекајте, затоа што имавме представа и визија дека тоа се бугари, тамо се долу грци, вамо долу се албанци, па не знам, горе се срби и така натаму, не сакам да навлегувам во политика, но сакам да кажам дека видовме дека и тие луѓе велат дека и ние сме македонци.
И тоа беше многу интересно. И тоа ме поттикна мене да појдам и во Егејска Македонија, да појдам и во Пиринска Македонија, да седнеме на маса, да почнам јас да ги пеам. Оние 91 дојдоа Пирински гриваци, па снимавме едно CD со нив, една касета да кажам, во тоа време. И 14 песни снимивме за рекордно време, за 3-4 дена. Јас премногу работев, кога ги слушнав тие песни, велам, ова е нешто што навистина не личи на друго освен на македонско. Значи, ова е тој код кој што, кога ќе го чуете, ви предизвикува немир. Немир во смисла на убаво чувство, на чувство кое што сакате да пеете и вие како тие што пеат во Пиринска Македонија, да отсвирите оро како што свират тие во Егејска Македонија. Може би тогаш во тоа време немаа толку гајди и кавали, но јас имав можност да сретнам и кавалџи и гајдаџи од Егејска Македонија и да донесам ора од тој крај. Тие ги свират на труби, ги свират на кларинет, на помодерни инструменти, а јас успеав да ги адаптирам, дури и да додадам, да ги обнародам, да кажам, ората со мои инвенции, мои авторски фрази. И авторски влогови и фрази. Апсолутно. И сето тоа сум радосен што денес младите генерации го свират во училиштата, на факултетите. Баш сега со мати кажував, вика, ја свиравме Слънце ми се слега да зајде. Или ја свиравме, вика, многу таа песна. Викам, јас таа песна ја донесов од Пиринска Македонија. Јас тама ја слушнав, Слънце се слега да зајде. И среќен сум што несебично сите тие луѓе ми го пренесувале тоа знаење. Порано немаше како сега телефони, технологијата беше поназадна, па моравме да не знам, да пееме заедно, за да може да ми влезе малку текстот да го запишам, па мелодијата да ми влезе во меморијата, за да можам да ја пренесам дома, да ја запишам и да ја ставиме на носач на звук. Во моментов работиш, ти си член од нашиот колектив, од Македонската радиотелевизија, долги години наназад, најпрвин како човек во оркестарот за изворни инструменти. Како беше да се соработува со тие прекрасни луѓе? Секако имав посебна прилика и чест да бидам дел од составот на оркестарот од изворни народни инструменти или оркестар народни инструменти. Секогаш Благоје Десковски ќе се насмееше меѓународни инструменти, да. Значи тоа беше едно посебно задоволство, една чест. Јас како млад човек дојдов на 18 години во оркестарот, стекнав едно непроценливо знаење и искуство секако. И сето тоа ми даде за право да си дозволам да можам да создавам во духот на изворното. Значи јас во некаде 3-4 години направив и снимив со оркестарот 18 авторски дела. Ама тоа беше она вистинска школа на која што потоа се учеа огромен број на инструменталисти кои што и ден денес екзистираат на македонската музичка школа. Апсолутно. Тоа беа мајстори инструменталисти кои што има исто така многу големо искуство, една голема пракса, едно животно искуство, би рекол, со музичко искуство, почнувајќи од првиот до последниот, и оние генерации, ако се тоа веќе втори генерации или после првите генерации, после ослободувањето 50-ти години, значи веќе доаѓаат од 70-тите години доаѓаат поновите генерации, како втора генерација, нели? И ние сме некоја трета генерација заедно со Гоце Димовски, со Ташко, да не го заборавам да го споменам. А да не ги спомнуваме... Еве Вучич беше во оркестарот едно време. А да не ги спомнуваме, да кажем, еден Пеце Атанасовски, еден Тале Огненовски. Мефил Сакип, Музафер Махмуд, Томе Чрчев, ќе го споменам, Драги Јанчевски ќе го споменам, Борис Грујовски ќе го споменам, тоа се членови од оркестарот изворни инструменти. Потоа ќе го споменам тука еден колега Мамер исто така едно време свиреше, па Вучич свиреше ритам тамбура. И така натаму и така натаму. Па Ангеле Димовски мораме да го споменеме, значи мораме Атанасовски Пеце, па Тихомир ќе го споменеме. Сите тие прекрасни луѓе кои оставија и тоа како огромен влог во она што се вели богатство во архивите на Македонската радиотелевизија и во архивите на музичката и во архивите на она што се вели видео продукција на Македонската радиотелевизија. Точно така, и телевизијата наша обрнуваше многу внимание на сето тоа. Значи имаше и емисии, наменски емисии, се задоволуваше програмата на Македонската радиотелевизија, се правеа радиоснимки за радиото и за телевизијата наменски, нели, се правеа песните и сето тоа се обслужуваше во тоа време. Да се надеваме дека повторно ќе никне некоја барем државна продукција, тоа ни е неопходно по мене,
и од суштествено, суштинско значење, бидејќи мора да имаме некаков критериум по кој што ќе кажеме слободно ова е добро, ова не е добро. И тоа што не е добро не значи дека не треба да се поправи. Така Значи тоа е по мене нешто што е суштествено, да имаме некаков критериум и некаква мерка, некое ниво да знаеме, барем јас тоа баш велам, ние немаме регистар на членови да знаеме колку деца завршиле музичко образование, колку завршиле кавалџи, колку гајдаџи, колку тамбураши и каде тие деца можеме да ги видиме, нели? Што тие деца работат, да видиме, ајде да обрнеме малку внимание. Јас наистина сакам да се заблагодарам на нашата куќа, на Македонската радио и телевизија, што ме удостои и што дозволи да се снима овој наш јубилеен концерт. Концерт кој што е со наслов За Македонија и македонците, концерт кој што ќе сите оние кои што ќе бидат присутни, а верувам и оние кои што дополнително ќе го гледаат концертот, ќе гледаат снимката, концертот, ќе допреме длабоко до нивните емоции. Само ако ја разберат и ако навистина ја прочитаат онаа порака што ние сакаме да ја дадеме. Можно ли е да не се разбере и да не се со најголеми емоции да не се почувствува македонската музика? Не само поради скршените ритми. Можно е затоа што... Не само поради љубовта, тагата, копнежот. Да, разбирам јас тоа многу убаво. Можно е затоа што не обрнуваме можеби од домашното воспитание доволно внимание кон она што значи традиција, кон она што значи изворна песна. Значи почнувајќи од децата од мали, кои ќе им пуштаме ние, дедо ми појде или баба ми појде на пазарот, па ми купи крава, ми купи кокошка, петле и така натаму. И кога ќе бидат, кога нема да им ги даваме телефоните, тоа сакав да кажам, него ќе ги упатуваме во она што е традиција, со разни приказни, со разни поговорки, со разни гатанки. Значи од мали нозе децата мораме да ги учиме на такво нешто за да си го сакаат своето, а не да го вреднуваат и да не знам. Многу повеќе туѓото отколку своето на кое што многумина далеко од нас му се радуваат како да е ливно. Апсолутно. Ќе повторам, нема да откриваме многу за големиот концерт на ансамблот Стефче Стојковски и неговите пријатели. Нема да кажуваме се, повелете и појдете на концертот во Македонската филхармонија. На вистинско несекојдневно уживање и доживување, бидејќи на вистина радоста ќе ја споделиме заедно со нашите љубители, ќе ја споделиме веселбата наша, 25 годишното искуство наше и ќе видат ретка можност нашите љубители да видат она што ние стварно го работиме и за што ние сме наградувани со бурни аплаузи ширум светот. Јас апелирам до сите кои што навистина го почитуваат нашиот труд, нашата работа, нашата дејност, да повелат на нашиот концерт. Мислам дека ќе ја наполниме салата и ќе доживееме воодушевување обострано или заедничко. Не се сомневам за крај, Стефче, пред да ви видим и да ви слушнеме со уште една музичка номера заедно со Теодор и со Матеј. Колкаво е значењето на Македонската радио телевизија како национален радиодифузер за афирмирање на македонската фолклорна музичка традиција, на современата музичка традиција и така натаму. Тоа го правите и на програмите, впрочем, во моментов на Македонското радио. Македонската радиотелевизија, Македонската радиотелевизија е столбот на државноста наша, на постоењето наше, на нашето битие. Македонската радиотелевизија е таа која што обрнува внимание, но можеби треба и повеќе да обрне внимание баш кон она што е исконското, чистото македонско. Јас неодамна се вратив од еден фестивал во Винковци, каде што Хрватската радиотелевизија имаше тоа беа некои смотри, државни смотри, на кои што јас, верувајте, јас сум емотивен човек и јас плачев на тоа што го видов. Фолклорни ансамбли од секое село. Фолклорни друштва, музички групи, разноразна еден колорит на фолклор и тоа го пренесуваше директно Хрватската радиотелевизија на вториот програмски сервис нивни. Јас имав можност да дадам едно интервју, дека доаѓам од Македонија и така, но повторно ќе кажам, Македонската радиотелевизија е таа која што е национален сервис, која што мора да ги чува нашите духовни, музички вредности, да кажеме, нематеријални вредности, кои што се од непроценливо богатство. Знаете, вие
еве, јас сум донел песни еден куп, јас на 21 CD имаме ставено минимум по 10 песни, тоа се 210 песни и ора. Кога вие, како, еве сега ќе направиме на споредба, како археолог, ќе откриете некој артефакт, така и ние музичарите, кога ќе откриеме некоја песни која ќе ја донесеме, тоа е еден артефакт од непроценливо богатство. Песната е таа која што е наша духовна храна, која што е наша... И лична карта пред светот. Лична карта пред светот, апсолутно. И она што нас не одржала да бидеме тоа што денес сме. Издишка на душата, љубов на срцето, да кажеме. Токму така. Стефче, благодарам што денес заедно со Теодор и со Матеј бевте наши гости во ова издание на емисијата Неделен магазин. Пожелувам успешен и не се сомневам дека концертот ќе биде успешен и за задоволство на сите оние кои ќе имаат можност да бидат во Македонската филхармонија на 21 октомври заедно со вас, а за нашите гледачи одложена снимка од сето тоа на програмите на Македонската телевизија. Благодарам што бевте со нас. Повелете да ве видиме и да ве слушнеме. Благодарам многу.